Според Господово провидение, ете, сполајмо на Бога што се вика, 30 години патувам из Македонија, покрај оние репортажи, почитувани мои што ги гледате за нашите убави села од серијалот Заборавени. Ете, така речено, правиме една промоција на етно-руралниот туризам во Република Македонија, затоа што сите оние, според моја евиденција, 1984 села се етно села во Република Македонија, етно комплекси со сите оние нивни историски битисувања, а се разбира и духовни битисувања. Често пати, многу пати сум ја поминал до лицата од мотелот овдека кај Клучката према Градско, према Росован, према Кавадарци и овдека према Плетвар, кај што оде оди Клучката преку Лигорасов за Маријово, а преку Плетвар за Прилеп, за Новаци, за Битола, за Могила, Кривогаштани, Домнени, за Крујшево, а десно према Богомила. И често пати поминувам и тука ме пресретнува овој знак, сообраќаен знак, на кој што на едноетно стил изгравиран го гледам записот Стара чешма. И ете, така да речам, пошто сум јас дете од село, и се присеќам како на чешмите на времето, покрај тоа што луѓето се снабдувале со вода за пиење, покрај тоа што секое првото утро од венчаквата невестата, зетот, свекрвата, свекорот ја носеле со бардината, со стомните да наполни вода, а исто така и се разбира и добитокот го поеде со вода, а исто така во коритата камени на времето правеле топилишта, каде што се топел конопот, а се правеле и конопни дисајджи, јамболи, веленца. Тука се потопувала и волната од овците, постригот од козите, ама од тука доаѓале исто така започнувале оние стари адети, обичаи, каде што зетот го обличувале, каде што свирачите, тапанџиите, гајдажите, џурладжиите, пред се, така да речам, свекорот, односно таткото на зетот, а и дедото на зетот, значи на невестата татко и кумот, старосветот и деберот со бајракот црковен, влегувале во селото и биле овека севкаричко причекувани од народот, а пред да бидат почестени во дворот, кај зетот, кај невестата, се избивале вода, се ги плакнеле оваричего лицата, а знаете, за да ја изгаснат жетта, а знаете зашто? Пак оваричего славите се правиле напролет, пред да излезат работите во полето и се правиле славите на есен, откој ќе заврши жетвата во полето. Тука е Стара чешма и ќе одам да ви кажам реално, да ја посетам, да го видам онај стар етно живот во ресторанот, а се разбира и селото Раец. Почитувани мои, сето ова ќе се обидам преку окото на мојот снимател Витор Костевски, преку камерата, поточно речено, на мојот снимател Витор Костевски, дел од продукцијата на Марио филм, покрај Драгов Сламиновски, еден од непознатите современи македонски етноловци, географи и историчари, а исто така и Димче Ковиловски, печалбарот, кој што после 50 години си има вратено во Република Македонија, во неговото родно село Вранче, кој што доаѓаат оварчиго на снимање, да ви го преточам во продолжение на ова репортажа. Да сте ми здрави, живи, ќе е сивно капата, жешко е, ама вика старите, време е, лебов се печи, житото мора да се ожнее и амбарите да биде напомнети, ќе е стан капата, ќе одам во етно ресторанот Стара чешма, пред се да си ја одладам душата, не со наше македонско пиво, туку што од изворот
na Stara Češma, kada što se nađe izvorovo selo Torajac, na samiju vles, a spore starata legenda, veli vaka jedno, pred 1014. godini, carot na Makedonija, car Samoil Sekulaš zastanulo ovdje, je napravil ta češma, Sekulaš zastanulo sve njegovite vojnici, da se oladat vojnicite, a preko Gališta Marijovo, preko Stariju pad na Vije Ignace, kada što pominuo Levotskite na Aleksandar Makedonski, i vamo nekada preko Prespa, preko Prevojot Visoka, dođele vo Prespa, no pred to dođele vo selo to Slepče Demikizarsko i se razbira prvično dvorac mu bil vo ostrovo Tahil, današnja Egejska Makedonija, a i posle toga zaminuval dođel Ohrid na prestolнината на европската християнска религија, на престолнината, односно на темелот на Република Македонија, темелот на Македонската православна црква, Охридската архиепископија. Пак ќе ќе речам, сите ова приказна што имам овдека и сето она што ќе биде снимано преку окото на камерата на мојот снимател Виктор Костовски ќе биде преточено во оваа репортажа. Гледајте и уживајте. Почитувани мои, ете што се вика, тука сум во етнокомплексот Стара Чешма, каде што се слуша жетварките. Може би малку ви чудно зашто така речено подзачујте. Слушајте го жуборот, песната, екот на жетварките, што викаат печи жежи. Затоа што време жетва е, житото се жнее, амбарите да биде наполнети. Постараат ја обичај кога ќе луѓето сработеа со житото, кога ќе ги врзеа снопите, ќе донесеа дома да го вршат житото и да го пеат на вејалките и да ги наполнат амберите, одеа во крчмата, во селото, бира да пијат. Ете, тука сме во етнокомплексот Стара Чешма, во непосредна близина на селото Раец. Охо, жешко денеска лето е. Чудам, Бога ми, една бирка да, што се вика, да, со бирка да ја ода да лушата. Воедно го поканува и мојот снимател Виктор Костовски, и Драго Сламиновски, и Димче Ковиловски, да удриме по една бирка. Ќе може ли, Викторе, ќе одиме? Да. Арно, ама вака едно. Прво ќе мавниш ти, па после ја, договорено? И уште една порака. Почитувани мои, абе дојдете овдека, во Стара Чешма. Ако ништо пој ќе барем да се напиете ладна бирка и да се измиете образ и раце од чешмата Стара Чешма. Ајде. Охо, да не ми замерите, ама ќе одам да опнам, ајде, по-рилецки, да мавнам една бирка, да ја олеснам, жетва да ја угаснам. Ајде, оди. Охо. Почитувани мои, вижте што е рај, што е убавина. Всичко што убавина од реката Раец. Сето преточено во етнокомплексот Стара Чешма. Ова убавина што гледате е од извориштето на чешмата Стара Чешма. Ја го тоа напомнав, цар Самуил е направил пред 1000 и кусур години, кога тој поминувал со неговата војска за Преспа и за Охрид. Рај невиден, рај невиден, охо-хо, ај,
Почитувани мои, овде во етно комплексот Стара Чешма ќе го видите онај стар селски амбиент, она стара селска изива. Одека се наоѓа така малку едно да речам, малку модифицирано во современие, таа стара фурна кој што нашите баби, дедовци, мајки и татковци овдека ја расплантувале фурната, го печеле лебот, мазникот, зелникот, тука ја грината овој ги печеле, а исто така со насува пиперка лута, ова че го сија олутувале душата, а како сведок на тоа се овие низи од пиперки кои што старите велат вака едно, и до 6-7 години да стојат, да се печат, ќе останат свежи, суви пиперки, како што рекол нашиот познат писател, академик Петре М. Андреевски, пиперката сува, низата е како пиреот. Само што сличноста е тоа што пиреот ќе се печи 5-6 години и пак ќе потера, а семето од низата 5 до 6 години и да биде исушена и печена во фурната, пак ќе го фрлиш, пак ќе потера. И ќе оди како што напомнав, и ова пиперка одека ќе ја видиме тука во етно ресторанот Стара Чешма, каде што се вика со тиквешка ракија и луто пиперче и мезенце, патличенче, кромиче, а веќе што се вели да ти се отвори апетитот на душата. Почитувани мои, ќе си имам капала да ве прашам нешто. Знаете ли ова што е? Ова е бршник или сач. Ова е бршник го правеле ковачите. А знаете како овој бршник ковачите, пак ќе одземам овој во моите раце, како ковачите го правеле? Ќе ви кажам. Ќе ископале дупка во земјата, ќе го земеле тенеќето, како што вика старите по турски извор тенеќе, со токмакот ќе го ставеа во ископаната дупка и ќе го направеа бршникот. Бршникот на крајот има лоначка, а да ви кажам реално се правило исклучиво од челик, значи не многу дебел, не многу танок, затоа што за да издржи температура, а посебно било уметност ковачот преку наковадната, преку речи го се нарекувало мешина, каде што со се дувало воздух за да се распланти речи го жарта и со 2-3 чекани мекански се удиро се обликувал за да издржи температура. Нашите баби, од кога ќе го меселе левот, некои го печеле во фурна, како што овдека е во традиција во Маријово и во селото Раец, а некои во Срепна. Од сламата што било испечена или од жарта од дрвата, се ставала го пепел и ајде не ви кажувам повеќе, ќе го вкусиме лепчето и овдека печено во самиот овој етно комплекс и ќе го вкусиме што се вика тоа лепче кој што е испечено и месено од житото овдека рајчко што се вика. Да се здрави живи, погледајте и ушивајте. Старите кога ќе зажеднеле да се напијат вода од жетвата, од орањето, од враќањето, од напасувањето на овците, на козите, на говедата, капата ќе ја ставеле во дисајките, ја ќе ја ставам, односно во торбите ја ќе ја ставам тука. А знаете, оврче го, како си ја гаселе жета?
преку бунарот. Ова е бунар, иако малку е грлушникот е, така да речеме во современ, селски, македонски, архитектонски стил направен, меѓутоа, во времето бунарите биле длабоки и до 25 метра. Мајстори биле луѓето. Знае дека има вода и до ден денеска тие бунари, можам со право да кажам дека се стари по 100 години, а посебно било мајстровук, без компјутер, без лаптоп, без геометриско мерење, без геолози да видат кај има што има вода. Знаете како го копале бунарот? Знаеле да ја осветат влажноста на земјата. 25 метри длабочина, а водата до ден денеска нашите бунари има некаде нон-стоп, постојано да ја црпиш некаде околу 12 метра. Може би се прашувате што го држало бударот. Тоа е каменот доломит. Луѓето знаеле како да го обработат, како да го созидаат и верувајте ми, 25 метри длабочина, висина, да стои каменот, без арматура, без цемент и ден денеска било мајстровук. Дури и едно друго би рекол. Може би се прашувате како таа вода стојана, подамот кажено, била здрава и чиста. Да ќе ви кажам, филтрацијата на водата се извршувала со камен. А каменот доломит се разбира, тој во себе содржи минерали, а тие минерали биле растворени во водата. Од ова вода се црпела, се служела пиење, што водата излејана до копа, значи меселе нашите баби, мајки, сучеле, зелници, мазници. Се разбира, за ова вода малце понастрана во овачио, во надвор од куќата, па се перело, па се мијале котлите, они котли бакарни од млеко, па се оварчи го, тука исто така, кога ќе се заколеле працината, од ова вода, овој бунар се турала вода, за да бидат помети бршленците и чваките. Ајде па ќе речем пријатното да продолжиме тука во етнокомплексот Стара Чешма. Очидувани мои, кога мештаните од сите села во Република Македонија, па и селото крај Цорека во Типишијата, ќе си дојделе дома, кога од бунарот ќе се залееле вода, да се оплакнат, да ги замијат образите, лицата, пред да се соберат дома, односно пред да излезат на сред кај Старата Чешма, која што е напомнав е градена пред 1000 кусур години од војските од македонскиот цар Самоил. Ние се собирале дома, но едно ќе речам, кога ќе се соберале дома, не броеле пари. Не броеле пари како во денешно наше современие, кој колку плата зел, дали е платата мала, дали е пресечната плата поголема, дали односно параспор е направено, како ќе живееме, што ќе живееме, туку кога ќе се соберале на трапезата, во куќата, се радувале, домајчинот се радувал на семејството што му е забој пиво, се радувал на што неговата домајчинка убав леп испекла, убаво мазник осукала, пита направила, питулици да речеме овој направила, јагнето убаво очиго го испекла, сирењето убаво го направила, селото млеко очиго се подспасило, лагото млеко очиго се стодило и изврка се направила и се радували исто така. Дете му се родило, јагнината, односно овците му се објагниле, козите му се ајде малце да се присетам на изреката, козите му се окозиле, внуче му се родило, синот го оженил, черката како се врчеков и омажиле и на крајот
na kraju, od kojeg će se dogovorili, izleguvale na Srecevo, posebno sabota na večer, na Korzo, a Korzo to ovdje kao Borajac, bilo od, reći go, od Pariš, pa nekad je do Galice, tako rečeno. Ova kuća što je ovdjetno kuća, malko so denešen sovremen arhitektonski izgled, je ta kuća čaršinska, starogradska, selska rajačka. Odimo da je posvetime. Gledajte i uživajte. Godini patuvam niz Republika Makedonija, 30 godini patuvam niz našите sela makedonski. Ja sam potekao od selото Рилево. Дома имам не прасина, имам не крамаци, имам не маторици. А знаете што? Ова е гиле од школскиот програм на време на кога бев јас дете. Ова е гиле, црниот гиле, диво прасе. Кој рече дека нема сличност помеѓу човекот и природата? Како што кучето и мачето во старите филмови Джери и Томас се сака, по навод кажено, така и гиле одека, еве го тука е до нас. Знаете што, Маце е срамежлив, пошто беше Маце нашето ти работи и ми рече, Зоране, ај ти бркај се работава, не ме чепкај, нешто ми рече. Пред да направиме моабет, да не го расванам, ми рече, Зоране, ајде во базенче овдека Маце да си избуричкаш, па после ќе правиме моабет. А знаеш кој е тоа овој базенче? Дај ти го покажам. Ова е современото джакузи. Ова е кадата, кој што со едници години нашите прасина, без разлика дали се домашни или диви, а пред се нашиот гиле, кој што, еве го, се пробуди, ето, морам да замен, ајде гиле, јела гиле, дојди гиле, јела. Не ти е чепкам, не ти е чепкам, дојди гиле, гиле, јела, дојди. Дојди ли гиле? Добро гиле, добро гиле. Ај гиле. Си отиде, учителот немој, абе тој ми рече вака, Зоране, ти реков не чепкај мојата каза и ми рече ај ти бркај си твојата работа, а јас мојата, оти да видам реален, ми рече вака едно, имам и ја работа, ќе да Маце околу земјоделската, околу градината овдека, Маце, со чурилката, народски кажано, да прочепка покрај пиперките, патриџаните, компирите, кромичето. И знаете зашто? Вика вака едно, најмногу сакам, вика, Зоране, да пробам луто пиперче, ако ќе почнам да пејам, ми вели вака едно. Абе, сите што доаѓа пејачите овдека, ми вика, прво гиле да запее, а после ова речи го се вика и они естрадни уметници. А знаете што ми рече? Голема желба сакам да видам звезда во Гранд, овај звезди. Ја мрко вака едно. Абе гиле, абе поголема звезда овдека, од Кишијата, овдека од Ресава, овдека од етнокомплексот Стара Чешма. Нема никаде. И уште нешто ќе ви кажам. Ми рече некаде сад време, отиде Маце да пролиста. Знаеш која најмногу овој ќе го се вика песна му лежела. Ајде не ви откривам, ќе ви запее после. Договорено? Важи, ќе чуете. Почитувани мои, ова е избориштето на
Стара чешма. На чешмата Стара чешма, како што напомнав, каде што пред 1007 години, значи речунајќи од кога постоела Семеловата држава од 969 до 2018 година, што последниот македонски тогашен крал, односно цар, Гаврило Радомир, ја направил, каде што тука доаѓал со војските преку Галище, преку тој дел на Маријово, по стариот пат Вија Игнација, кој што повеќе го градел Александар Македонски. Првично одел за прества на првата негова престолнина во островот Ахил, па потоа овој се вика во Охрид. Мощне е интересно, освен тоа што ќе додадам дека тоа тука мештаните како што напомнав до ден денеска овој дворище го користат. Овдека во 1918 година, а овој го во тогашните звиднувања, мајсторите, работниците, инженерите од Франција овдека пладнувале и овдека ги кроеле плановите како да ја направат теснолинејката, кое што од Градско овдека се движела према Плетвар за Прилеп. А теснолинејката има и денеска остатоци од таа пруга, а како денешно современие говори за таа теснолинејка и експресниот пат што неодамна се изгради овдека према Прилеп, а трасата која што е направен овој експресен пат точно се движи според трасата на теснолинејката. И овдека поминувал возот Чиро. Гледајте и уживајте. Во селото има мир, има тишина, се слуша само звукот на природата, се слуша ветрето што дува, се слушаат петлите што пеат, се слуша жуборот на водата од селската река. Нема автомобили, нема звук од сирени, нема галами. Има свеж воздух. Подишењето на загаден воздух во урбаната средина, белите дробови конечно ќе го почувствуваат чистиот воздух. Нема прскање со хемикалии, нема издувни гасови, нема загадување, нема никотински честички, ниту чад и мирис од канализација. Вистински чиста средина. Во селото има убав сон. Нема ништо подобро од спиење во камена куќа, во дива сенка или во нишалка пред селската куќа. Нема насилни будења, нема интензивно звонење на телефоните, ниту будилници, ниту поштари, ниту заборавени соседи. Никој не знае каде сте и нема начин некој ненадејно да ви дојде, да ве разбуди и да ве вознемири. Во селото се јаде прекрасна, чиста и здрава храна. Нема таму брза храна. Нема пекари, пици, плескавици од непознато месо, туку само месо од своји јагниња, јариња, јунчиња, прасиња, пилиња и домашна бела супа, пиперки директно од градината и јаболка на дофат на раката. Селото на жените им дозволува да ја игнорираат модата. Ќе им кажат збогум на тешките шминки, на неудобните подпетици и на фризурата. Во селото доволно е само спортска облека и удобни патики. Селото е прекрасен и идеален дел или место за одмор на очите. Нема главоболки, нема хипертензија,
нема очен притисок, нема стресови и аксиозност. Значи, селото го ублажува стресот, уживањето во природата, во тишината, на чистиот воздух, во одморот, сето тоа го прават стресот целосно ништожен, односно стресот ќе исчезне како никогаш да не постоел. Мора да споменеме дека селото е постаро од градот. Луѓето таму често знаат некои работи многу подобро од оние во градот. Тоа е одлична можност да ги запознаете нашите традиции, обичаи, навики, а ако имате среќа да одите на село со вашите роднини, може би ќе дознаете некоја интересна семејна тајна, ќе го запознаете вашето семејно стебло, ќе слушнете и некоја рурална легенда. Многу повозрастни жители на селото се вистинско богатство за нашата традиција. Знаат како било некогаш, што значеле одредени обичаи. Може би патувањето на село може да се претвори во мал водич низ минатото. Ретки се селата, да не речам нема село каде што нема река, нема поток и каде што нема извори со чиста питка вода. И секако, секое патување носи нови предизвици. Може би ќе се одлучите да живеете во село, иако сте повеќе градски човек. Се на се, патувањето во селото е нова авантура, забава и уживање. Затоа, ако се двоумите како да го поминете викендот, ако не сте сигурни што да правите со себе, ако ви е доста од се, ако сте уморни од се и сакате промена или едноставно сакате да се посветите на себе и на своето здравје, спакувајте ги потребните ситници и тргнете на пат кон селото. Почитувани мои, ова е етно репортаж за етно капчето, Стара чешма, која што се наоѓа во непосредна близина на, така да речам, новиот пат, односно магистралата, кој што е од Градско па према Прилеп. Ете, повеќе ова магистрала се знае како кај тунелите во атарот на селото Раец, во непосредна близина на селото Фариш. Не би била поплегна ако не пробаме од специалитетите, многуте специалитети кои што ги нуди етно комплексот Стара чешма, чии специалитети се прават по оние стари рецепти, што вика старите, како што нивните дедовци и баби ги правеле, со се разбира месото направено од рајчкиот патлика, кромиче, лукче, краставица, луто пиперче, а се разбира и од речката бурна, од сачот, под сачот или под потрепната, испечено јагне, праса финска што се вика, па и телешко што се вели. А исто така овој, како што напомнав, и питата, и зелникот, со накисело млеко, со матеница, што се вика оладена во извориштето на на чешмата, Стара чешма, кој што овдека пред 1000 години, како што кажуваат и говорат мештаните, ја изградил македонскиот царот Самуил, да остани за веков и векова. Секој добронамерен кој ќе да дојде тука во таа чешма, да ги извие своите раце, да ги извие своите образи, но едно па би рекол, како по стар авети обичај, кога мештаните се враќале од полината, од полето, за да одморат малце, и кога ќе седнеле дома, да се оладат со тиквешка ракија, со тиквешко вино,
a pak vo posloveните денешни услови, што она кажено, што бирата, а то се разбира и со она што било злотвено во домаќинските трапези, може овдека да го почувствувате во етно комплексот мотел и ресторан Стара Чешма. Еве овдека, едно бе рекол, почувствуване мој, иако не можете да го почувствувате така мирисот, убавиот вкус на кромичето, на лукчето, на копирчето, па и на ракијата што се вика тиквешка, и на бирата, не можам да одолеам, да едно бе рекол, почувствуване мој, дојдете овдека во овој етно комплекс, веќе да видите што е рај, што е убавина, која е убавината покрај течението на реката Крајечка, колоритната убавина кој што со милениуми Господ ја дал и ја обликува. Почитуване мој, повелете, како што напомнав, абе не можам да одолеам, еве ова чашка, ја кревам, па едно рекол на познатата тиквешка ракија, ја кревам во името на мојот домаќин, а тоа е етно комплексот Стара Чешма, во името на мештаните од тиквешката регија, во името на македонскиот народ, а се разбира и во името на сето ова што е досега направено, тоа е мојот домаќин Стојке, нека денот години, да разлуво, Господ да ни дај деничит на сите и нека ни е здрава жива Македонија. Ќе се послужиме? Да, повелете. Сега ќе земам од батлиџанчето. Малку сумлевак. Така. Така. Па ќе се земам од кромичето. Па ќе си се напијам една голка две поштено ракиće. Па пичанче, па кромиче, Стојче, како се рисурет, така? Хајде, заедно ќе бомо. И па ќе речам, дојдете во етно комплексот Стара Чешма, да видите што е рај, што е убавина, а особено ако намините ова речиго во Стара Чешма, се разбира, си бе воодушеви она етно, стара, наша, македонска, тиквешка серенада, кој што таа серенада е препознатлива по нашиот доен на македонската песна, тоа е Баде. Ете, ќе речам, гледајте, дојдете, пробајте и уживајте. Да сте ми здрави живи, се гледаме!